Ова е четврто лето со подморницата, секоја година е се поинтересна и поинтересна, поатрактивна. Луѓето ја шират како вирус ова информација дека во Охрид имат полуподморница. Имаме и нови туристи, наши и странски. Ова година има и доста и од Англија и од фактичко цела Европа. Америка има доста, Аргентина, сви овие што се балкански тури што имат, доаѓаат овде. Пловењето трае 40 минути, се тргнува од главното пристаниште во Охрид, се оди покрај брегот на далечина од 30-40 метра, зависи на сегаш внимаваме пливачите да ги обегнуваме на 30 метра од далечиност и се плови до крајот на градот, од другата страна кај трските од воска, познато е како градска плажа или Даљан. Тука се враќаме назад подалеку да се гледат и целиот Охрид, стариот дел на Охрид. Длабочина од 1,5 метра, вие слегувате по скалички долу, седнувате на столчина и се чувствувате како да сте дел од живиот подводен свет. Значи, буквално како риба се чувствувате. Некои змии мисла дека се. Значи, што може да се видат? Малечки, големи рибчина. Во овој период на летото змии се појавуваат, кои не се опасни. Големи риби се појавуваат навечер, околу од 9 до кога пловиме до 11 часот. Излегуваат бидејќи големите риби затоа што преку ден се плашат од бучавоста од луѓето. Може да се видите растителниот свет. Во моментов е многу развиен, многу алги, многу реси, многу треви излегуваат. Лотоси имат, се појавуваат лотоси, пловиме низ тунел од лотоси. Некои се воодушевени, предовушевени, превозбудени од тие покретрските кои ќе поминуваме. Некои се мало подисплашени, но кога ќе осетат дека нема никаква опасност, се презадоволни. Кога ќе тргнеме од пристаништето, тука имат излегуваме директно на старото пристаниште, има неколку стари таки колци поставени, обяснуваме дека тука е старото пристаниште. Почнува возбудата, полека спаднува, се гледа така малу подлабоко одиме, па доаѓаме кај мостот на желбите. Тука е многу, одиме малу поплитко, тука веќе како да ползаме по дното. Тука е возбудливо. Ја мислам дека секое место од кога ќе тргнеме до дека завршиме е возбудливо. Охридска пастранка не живее толку близко до езерото, не можеме да ја видиме. Пред 2-3 дена видов желка, значи желка водна, тоа е стварно уникатно. Отпад. Јас секогаш реагирам. Пред 2 години извадив 6 канти за отпадоци, затоа што ги маркирам местата. Кога ќе сум слободен, ги земам со подморница да луѓето да не гледаат. За година вистината не е толку загадено Охридското езеро. Јас секогаш се трудам, ако забележам некој отпад, да го забележам и да го извадиме со мојата компанија, така да служиме за доброто на езерото. Не е многу тешко, само треба многу волја, не е многу волја, но желба за да го зачуваме езерото. Значи, свето тоа што остава над вода покрај езерото, покрај ветар, тоа паѓа во езерото и веќе го гнасиме езерото. Во секое годишно време, лете, есен, зима, пролет, секогаш е различен. Како е надвор, над водата, така и под водата се менува растителниот и животинскиот свет. Така да во секое годишно време дојдете да го видите како еволуира и како живее езерото.